Прво, сте биле некој пат во пустина? Знаете што е пустина? Да. Што е пустина? Ајде. Што има во пустината? Има песок, има вода? Ретко, има некој таму диника што може да се најде, а пирамиди во пустина може да има, може. Сега вака. И песок. И песок, многу песок, така? А ретко се наоѓа вода, нели? Да. Можете да замислите како би било ако немате вода во пустина? А грее многу силно сонце, како ќе ви биде? Ќе ви биде многу тешко? Ќе бидете жедни? Да, ќе ве пече сонцето и ќе кажете, леле, што ќе правам сега? Така? Нели? Се замислете си се наоѓате у пустина. И таму има едно пиленце. И пилето е само. Нема ни мама, ни тато, никој. Надвор, кога е топло, денски е многу топло, а навечер и наутре многу ладно. И пилето нема ни вода, ништо, мама, тато, ни едно другарче е само. И знаете што правило пилето? Било срекно? Што мислите? Што правило пилето? Што мислите ви? Плачело цело време. Цело време плачело и викало: "Зошто, Господе? Зошто, Господе? Немам вода, немам храна, немам пријателчиња, немам ни мама, ни тато. Зошто, Господи?" Знаете што правило? Цело време плачело пилето. Мислите дека било срекно? Не? Павле, што мислиш? Срекно било пилето? Не. Што мислиш? Што му било? Како се чувствувало? Било тажно? Многу тажно и несрекно, нели? И одеднаш се појавило едно ангелче и дошло ангелчето и го прашало пилето: "А зошто ти плачеш?" И што мислите, пилето што му кажало? Што му кажало на ангелчето? "Па, гладна сум." Кажи, Давид, што му кажало? Што му кажало? "Гладна сум, нели? Немам за јадење, немам ништо, вода ми се пие, не можам да издржам, така?" И прашала: "Зошто Господ цело време не ме благословува? Зошто не ми остава ни да јадам, ни да пијам? Гладно сум и немокно. И ја не сум срекно." Така? И ангелчето, што мислите, се натажило. Го гледало него и му вика: "Ама зошто? Па мора да има решение. Ај ти прашај го Господ, зошто мене ми се случува се ова?" И ангелчето што направило? Отишло и го прашало Господ. Така? Да. И Бог го слушнал проблемот на ова мало пиленце и му рекол: "Тоа пиле никогаш нема да биде срекно. Никогаш нема биде срекно." И ангелот се исплашило: "А зошто да не биде срекно?" "Така, кажи му, ама има еден услов. Кажи му, секој пат да кажува: ти благодарам, Господе, за се." И ангелот морал да послуша, така? Се симнал од небото и дошол ке пилето во пустината и му рекол: "Пиленце, Бог мене ми рече дека ти нема никој пат да биде среќен, ама има едно нешто што треба да правиш. И што треба да правам? Секој ден, кога ќе се разбудиш, ќе викаш, нема да плачеш, него ќе речеш: ти благодарам, Господе, ти благодарам, Господе, за се." И ангелчето си отишло тажно, а пилето што мислите, дали го прифатило тоа? Или се налутило? На што мислиш, Давид? Го прифатила? Да, го прифатила Дебора. И пилето почнало секој ден. Било тажно, немало вода, немало сонцето, печело, го горело, гладно. Замислете да сте гладни со денови, ќе може да издржите? Вие се не можете да издржите, кој е проблем. Така, а гладно било цело време. И пиленцето вика: ти благодарам, Господе. И секој ден почнало. Првиот ден: ти благодарам, Господе. Нема храна, сонце, гладно, пак покажува благодарам. Ти благодарам, Господе, вториот ден. Третиот, четвртиот, петиот, шестиот и на седмиот ден знаете што се случило? Пилето пак кажало: ти благодарам, Господе, ама знаете што се случило? Почнало да паѓа од небото што? Што мислите? Што може да паѓа? Дожд. Дожд. Почнало да паѓа дожд во пустината. И сега се насобрало што? Поточиња со вода. Почнало да растат што? Дрвца и пилето веќе не било само. А пилето почнало да вика: ти благодарам, Господе, ти благодарам, Господе. И почнало да се менуваат работите. И пилето више и тлава. Да, и трева имало точно, и не било веќе само. Дошли други птички, каде што има дрва, се појавили други птици. И веќе се сменило. Дали било пилето веќе само? Не. И ангелот гледа дека пиленцето сега веќе срекно. И му вика на Господ: ама Господе, зошто ти рече дека ова дете нема да биде срекно, ова пиленце нема да биде срекно? И тој што му рекол Господ, што мислите? Откако почна да станува благодарно, така, кога ќе ви се случува и лошо ако сме благодарни, а не само како ни е добро, работите се менуваат затоа што Бог ги менува. Ја свативте приказната? Да. Сега, ајде да ве прашам вас.
Кога ви дали се вие секој пат убаво? Некој пат и се разболувате, почнувате да бидете болни, па со некој друга. Кажи Давид. Јас сум болен. Ти си сега болен. И се убаво ти ако си болен. Не. Ама не си секогаш болен, некој пат ти се оздравуваш, така? Нели? Јас не сум болен, после бев болен. Ама беше добро. Сега што е пораката? Значи некој пат во животот нема да ви биде се најдобро. Можеби ќе имате вие поголемките проблеми со вашите другарчиња, нели? Можеби нема да бидете прифатени. Така? Можеби ќе имате некои проблеми, не знам, различен проблем, на различно ниво. Ама никој пат немојте да заборавате да кажете благодарам, Господе, и во добро, но и во лошо, затоа што Бог, како пише во Библијата, на оној што верува, Бог се изведува на добро.